Опозицијата и денеска го повикува премиерот да си поднесе оставка во пресрет на седницата на Централниот одбор на СДСМ. Наместо Димитар Ковачевски да држи состаноци за предлози кои претходно ги одбил, треба да си замине, вели портпаролот на ВМРО ДПМН. Според него партијата на Ковачевски се борела дуи да остане на власт, бидејќи она што ги држело заедно биле бизнисите и криминалот. Нервозата е во СДС, затоа што дуи оди во опозиција и дел од разумните во таа партија знаат дека ВМРО ДПМН ќе води безкомпромисна борба со криминалот во сите редови. Ако не грешеле, не треба ниту да се нервозни. Очекуваме Ковачевски да си поднесе оставка. Но, почитувани, најмногу зачудува тоа што само декларирани патриоти всушност сега се борат дуи да остане на власт, а македонците да се поделени. Владеачката СДСМ е убедена дека фактор што подале рака кон ВМРО ДПМН покажувал дека се победници. Вечерва ќе заседаваат партиските тела, а главна тема ќе биде во која форма ќе продолжат разговорите со ВМРО ДПМН. Сега, најважно е диалогот со ВМРО ДПМН да продолжи. Прифаќањето на уставните измени, како и учество во широката влада за европските интеграции, се добра основа. Сега потребно е да седнеме заедно и да ја продолжиме дебатата, да ја реализираме европската агенда во интерес на граѓаните и државата. Лидерската средба во средата, иако беше без договор, ги отвори картите и можноста Ковачевски и Мицкоски да се најдат на пола пат. Премиерот му понуди на Мицкоски влез во коалицијата, ако пратениците на ВМРО ДПМН гласаат за уставни измени. Мицкоски пак понуди услов, дуи да излезе од коалицијата, а уставните измени да почнат да важат кога Македонија ќе влезе во Европската унија.